Добар, убав, среќен ден, драги наши пријатели, верни гледачи на Вкусот на традицијата. Голем поздрав од целата екипа од комплексот Златно буре Кучково, недалеку од Скопје, на 20 на минути возење, каде што доаѓате овде. И дури, да ви кажам, можете да си го понесете костимот за капење со вас, значи покрај сите прошетки тука во околината на Кучково, ке си одите на базен, ке се разладите во овие жешки денови, ке си пиете некои коктелчиња, има секакви забави на базенот, а потоа си доаѓате во ресторанот и си ручате некој вкусен македонски специјалитет. А и ние сме подготвени за нешто такво добро, баш овака за летно време, за топли денови. Денеска ќе ви направам макарони оброк салата. Значи салата со макарони. Ако што верувам дека сите ќе во освои, затоа што е многу освежителна и едноставно немате пржење, немате варење, иако ќе ви кажам во однос на гравот за што се работи. И вие можете да си ја подготвите салатата да ви стои во ладилник дури 2 до 3 дена без никаков проблем. Ако остане, не верувам дека ќе остане. За ова салата да ја направите, вас ќе ви бидат потребни сварени макарони однапред. А знаете како ќе го направите тоа? Нема да димите и да вклучувате аспиратор во кујната, туку ќе ги попарите макароните со врела вода од оние бокалите електрични. Редната нека ви биде пуштена на најако. Да кажеме 1/3 макарони, 2/3 вода. Ставете капак и ставете во редна. Тоа веднаш ќе почне да врие, 30 на минути вадете, исплакнете ги макароните и тоа е тоа. Значи немаме да бдееме над нив па да мешаме и така натаму. Еве, токму така ги направив овие макарони. А понатаму, ќе ви треба малку маслинов зејтин, 3 до 4 супени лажици, 100 грама ченка од конзерва, 1 патлиџан ситно насечкан, 1 пиперка ситно насечкана, 1 краставица свежа ситно насечкана. Ке ви треба половина 500 грама, од 400 до 500 грама павлака, кисела павлака. Значи, ако е поретка павлаката, може и до 500 грама. Ако е по-густа, нека биде и 400 грама. Половина китка Макдонос, малку триена сол, 1 чаша или шолја за чај или млеко, ќе ставите зрна од претходно сварен грав. Значи, доколку ова недела, верувам дека нема семејство што барем еднаш во неделата не вари грав. Ќе ставите екстра грав, ќе си направите дали манџа, чорба, дали ќе правите тавче гравче, гравот ќе го тргнете настрана, можете и да го замрзнете. Пред да ја правите ова салата, ќе го извадите од замрзнувачот, наредниот ден веќе е одмрзнат и ќе можете да правите. Но можете да купите во сите маркети, има и толку ефтен грав или во тегла и во конзерва. Ваш изборот. 1 главица ситно сечкан кромит, 1 сок од 1 цеден лимон, 1 лажица сенф, 1 до 2 чешниња лук, ќе ви треба малку течна павлака. Значи 3, 4, 5, еве 5 нека бидат супени лажци течна павлака. Неколку маслинчиња ситно сечкани, малку сол и доколку сте љубители, затоа и последен го кажувам, на мајонезот, нели? Нема куќа, кажете ми која куќа е без мајонез дома. Дали за децата, дали за вас, дали, нели, знаеме да намачкаме на лепче со малку патлиџан, со малку сирење и да бидеме најадени, да бидеме едноставни. Ставете 3-4 супени лажци мајонез, колку да на ова голема количина, нели, нема ни да се почувства, но ќе го обои вкусот. Ете така. Сега макароните се подготвени.
И во нив ставам неколку супени лажици, како што ви кажав, маслиново масло. Еве, 3 лажици, мислам дека се доволно. Промешувам, им направам една како обвивка, масна обвивка. Така, многу има зеленчук во оваа салата. Сега ќе ги ставам пиперките. Едната пиперка, ситно сечкана. Ќе го ставам кромитот. Ова машала голем кромит беше. Така. Доволно е ова. Навистина беше многу голем. Сега ќе го ставам лукчето. Вие, ако не сте љубители на лук, па и не мора да ставате лук. Така. Ќе ставам ченката. Патлиџанот, прво да проверам дали има пуштено вода, малку има пуштено вода. Заборавив да ви кажам, значи макароните да не бидат преварени. Тоа е многу важно, што би рекле постарите, да не се кашајца, него веќе пред да бидат сварени се завршува процесот на варењето кај нив. Сега го ставам патлиџанот. Овој голем јабучар убав. Да ви кажам, на него не му простувам, ќе го ставам цел. Така. Гравчето. Ние тука правевме, Дијана од кујната вареше гравче за гостите. Јас ја замолив една чаша голема. Таа чаша е некаде околу 300 милилитри. За чај да ми остави зрна. Леле каков е гравот. Гравот е што велат за сите пари. Ете така. Сега ќе ја ставам триената сол. Таа игра многу важна улога во оваа салата. Ја ставиме печната павлака, така. Има време за неа. Ќе ми треба сега сенфот. Така. Маслинките исто да ги ставам. Колку убави состојки има. Колку убави состојки. Лукчето го завршивме, ќе му ставам и лимон. Така. И сега ќе го мешам, но треба да му ставам и малку сол. Оваа салата, колку повеќе ќе стои, толку ќе биде поубава. Само ќе внимавате, нели, да не се распаднат макароните. Сега ќе ја ставам павлаката, но малку да ја измата. Ајде така. Така. Ќе го ставам макдоносот.
Одлично. Сега ќе ја насечкам краставицата. Не ја последна, затоа што пушта нели многу вода. Значи, се имаме свеж зеленчук, пиперка, кромит, патлиџан, краставица. Здрава, ова е здрава салата. И најмалку 2 часа да биде во ладилникот пред да ја послушите. Леле, колку е кревка, колку е млада, колку е добра. Ете така. Одлично другото за салата. Сега ја додавам и краставицата внатре. Така. И ќе ставам малку мајонез, затоа што лично да кажеме, и јас си го сакам. И мене ми е многу убав. Постојано имам во ладилникот дома. 2 лажици се доволни. 2 лажици. Така понекогаш сакам со црно, препечено лепче, домашно, измесено, или путерче, или малку тоа, па сега понекогаш. Нели, не секој ден. Ете, сега, сето ова добро го промешуваме. Ќе му додадам сол и ќе видам уште колку треба сол да му се додаде. Пред да го ставам во ладилник. Таман малку ќе одмориме, ќе се прошетаме, ќе седнеме надвор во овој преубав двор, да пиеме по еден чај, планински чај. Имаат многу убав чај, домашен, од што сами си го берат тука од Кучково, од овие предели. Има и мајчина душичка, има нане, има во дворот, има рузмарин. И обично знаат така да сварат чај во комбинација рузмарин, нане, мајчина душица, леле. Ниеден друг пијалок не ви е потребен. Сега пробувам за сол. Така. Мислам дека е одлично измешана. Пробувам за сол. Каков вкус, мајко! Нешто прекрасно. Ни сол му треба, ни ништо. Значи, нема што немаме ние во Македонија. Толку убав зеленчук да од едни макарони направи рапсодија. Ете тоа да ви кажам, тој наш зеленчук. Се гледаме на трпезата, останете со вкусот на традицијата.
драги мои, топло ја препорачувам ова ладна салата. Значи од макарони, оброк салата. Кај што во овие жешки денови, значи нема да ве стоплува уште повеќе, туку ќе ве освежува, ќе ве разладува. И да ви кажам дека сите состојки внатре, значи видовте вие, се толку вкусен зеленчук и гравот и макароните си го направија своето. Значи, одлежена во ладилник, сега уште пубава за јадење. Значи, и за мезе, и за гости кои ќе ви дојдат, и за ручек, за се, значи. Можно ли е, што велам, од толку многу состојки имаше, видовте, како се претопиле едно во друго и како дадоа совршен некој избалансиран вкус, прекрасно нешто. Крцкава од краставичката. Не можам да престанам да јадам. Толку што е ова добро. Направете, драги мои, и уживајте си во овој вкус. Нема да ви остане за утре, сигурна сум во тоа. Сите да почнете да јадете, толку многу ќе го бендисате. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. И знаете како вела? Животот не е само време што поминува, туку денови кои што се паметат. Некој кој ќе каже, леле, животот така ми помина. Туку не кажувајте животот така ми поминува, туку присетете се на деновите кои што ви оставиле впечаток, зашто вредело да се живее. Се гледаме следната емисија. Здрави, живи, весели. На здравје!